Колега Бране, не знам защо толкова се нервирате. Ствари знам, ама не трябва да се нервирате, не е добро за здравието. Очекував овие 2 дена, 1, 2, 3, било кој, да испадне и доблесно да се извини на македонската јавност после оној шамар што го добивте од судот во Страсбург, каде што се потврди дека се она што го правевте и на крајот сакавте да ги аболицирате криминалците после 11 години крадење, сме били во право. Да се извините е доблесно. Македонската јавност никогаш нема да му прости на Ѓорги Иванов за тоа што после 10 години, злоупотребувајќи ја власта како председател, сакаше да ги аболицира криминалците на ВМРО-ДПМНЕ. Меѓутоа бидете сигурни дека нема да ви заборави ни вас и нема да ви прости што немате доблест да се извините. Човечки е да се признае грешката. Да, сгрешивме, меѓутоа ајде да одиме понатаму на друг начин. Зборувате за криминал, вие од ВМРО-ДПМНЕ, па ве молам. Па со кое лице? Заборавивте како се договараа по телефон да заврши комуњарот во НДЕК, да направиме војна. Заборавивте со какви нелогичности и лудории се договараа вашите партиски членови. Па ви се молам. Кој лажен морал вие го продавате? Никогаш македонската јавност нема да ви го прости тоа и нема да ви заборави. И што овие 3 години, корони, војни, кризи, единствено што правите е ги кочите државните институции. Па вие зборувате за Фондот за здравство, бил хакиран, бил нападнат од странски хакери, бил нападнат или од како и да е. Па во аеродром во една од најголемите општини во државата системот е блокиран 1 месец. И треба на тоа да се ситиме. Треба секој ден да ви кажуваме дека во аеродром е блокиран. Па не сме ние како вас. Ако имате потврда, сомнение, било што за било каков криминал, пријавете. Овдека да продавате празна слама е бесполезно. Пријавете во институциите на државата. Државата функционира. Секој кој што во изминатиот период беше пријавен, случаите се процесуираат. Не е како во времето на ВМРО-ДПМНЕ да има заштитени мечки. И јас, и било кој граѓанин има обврска да пријавува корупција. Доколку не преземат институциите мерки, тогаш вината е во институциите. Меѓутоа, ако сте пријавили и спаднете, го пријавив тој и тој, не е процесирано, тогаш може да зборуваме за неодговорност на системот. Затоа ве молам, немојте вие да зборувате за морал, немојте вие да зборувате за криминал. Вие имате стотици осудени или на суд криминалци, кои што